Добар ден и добре дојдовте, ви посакувам одново и се надевам дека ќе уживате во уште едно неделно попладне на телевизија Телма, кога веќе добро знаете, време е за нашите спортски теми. Овој пат една тема која што за прв пат ја отвораме во нашата емисија, зашто ми е посебно драго, а ќе зборуваме за куглањето. Ова е спорт кој што можеби пошироката јавност го доживува како спортска активност која што знае да биде добар начин за рекреација и забава, меѓутоа има вредни нешта кои што сите ние е редно и треба да ги знаеме, а се поврзани со успесите на нашите куглари, кои патем месецов ќе не представуваат и на светското првенство. Денеска во студиото имам двајца гости кои инаку се членови на нашиот актуелен шампионски состав, па верувам дека со нив ќе имаме убав и интересен разговор, затоа ве канам во следните минути да бидете заедно со нас. Кои карактеристики го прават куглањето интересна и атрактивна спортска активност? Кои предиспозиции ви се потребни доколку сакате да куглате? Каква е актуелната состојба на домашната кугларска сцена? Како течат последните подготовки за предстојното светско првенство? И како кугларите на Мак Петро ја освоија 22-та екипна титула во домашниот шампионат? Гости во Ферплей со Јана се Младен Донковски и Ибрахим Мемеди. Кугларскиот клуб Мак Петрол веќе се израдува на својата 22-ра титула во домашниот шампионат, така што пред се овде станува збор за една долгогодишна традиција, една екипа која што очигледно функционира добро и еден спорт кој што веќе кажав прв пат ќе биде наша тема, но моето задоволство е големо затоа што искрено јас лично сакам да знам малку повеќе детали поврзани со нашата домашна кугларска сцена и што се таму се случува. Мои денешни гости во студиото, двајца куглари, членови на Мак Петрол, на кои им посакувам добре дојде, со нас се Младен Донковски и Ибрахим Мемеди. Дечки, здраво. 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 Се надевам дека сте добри и дека е добро тоа шампионско чувство. Ви честитам на старт за титулата и кажете, лесен беше или тежок патот до неа? Видов таму многу победи на списокот. Па да, 16 до 16 победи. Прилично лесен беше текот, но почетокот беше малку тежок, бидејќи почнавме одно во прво коло со директниот конкурент за титулата Вардар 2014, но издвојувавме убедлива победа во прво коло, така што, ајде да кажам, ги откажавме од сонот за титула уште на почеток. Уште на почеток. Во прво коло да, но во првото коло од пролетниот дел ја ставивме и втората рака на трофеот и мирно го завршивме остатокот од првенство. Без проблеми. Што значи ова, бидејќи веќе го споменавме најголемиот конкурент, генерално каква е атмосферата? Важно е и здраво е за секој еден спорт и шампионат да има една пристојна конкуренција, а уште подобра ако е силна конкуренција. Меѓутоа, како е тоа во светот на нашите куглари? Има ли мотивација доволно за што да се бори човек? Па да, видите, многу е поздраво и побаво која има конкуренција, отколку која нема. Бидејќи со самата конкуренција, као поединец, се активираш поише. И као клуб се залагаш поише за да не оставаш простор за да те изненади конкурент. Во овој случај ние многу работевме на тоа, иако ждревот ни покажа дека ние ќе бидеме прво коло ќе играме со директниот конкурент, меѓутоа подготовките ги извршивме во најдобро можен начин и успеавме да издвоиме победа и со тоа малтене како што кажа и Младен, да ги откажеме од старт. Не е тоа откажување, но сакам да кажам дека ние го дадовме нашиот удар. Двајцата сте долги години веќе во овој спорт, колку? Што велат бројките? 17 години. Се уклапаат бројките, пошто во иста година почнавме. Да, тајмингот беше ист, тогаш имаше некоја средношколска лига, каде што учествувавме на тие средношколски надпревари. Не знам, Ибро дали прво или второ место беше, јас мислам, сигурно сум дека бев трети, од тогаш се почетоците. На почетокот нашите патишта беа различни, но
со тек на време се споја. Патиштата и Сега тука сте сме кој што соиграчи. сме, Да, сега сте во иста екипа. Ништо не е случајно, као прво. Меѓутоа, треба да се има некоја основа во секоја сфера. Значи, каде да се врзуваш. Секој од нас во куглањето сме поврзани некако. Дали со роднини, дали со пријатели, дали со овакво, кои што биле мотиво за да ние влеземе во куглањето. И после тоа, на почетокот све е рекреација. Поготово куглањето. Почнува со рекреација и завршува во случајот кај нас као професионално, полупрофесионално. Ние викаме во куглањето, ако пиеш Кока-кола и јадеш чипс во мусандра, и веќе си заразен со куглање. Аха. Тоа е добар знак. Тоа е мотото. Пиеш Кока-кола, јадеш чипс, фрлиш една деветка и веќе си заразен. Ти дали си подготвен за тренинг? Да. Што е потребно да се има за да се биде подготвен за тренинг, за опремава прва мација? Тренинг да се има, потребно е да бидеш подготвен, да во опрема патеки доле со варена гума, бидејќи подлогата е слична како и за ракомет, така и за одбојка. Еднолична опрема, шорци, дрес и еднолични чорапи, сите да имаат, не знам, или бели, или црни, како, или по зависност од бојата на опремата. Мотивација, добро расположение, самодоверба, физичка подготовка и концентрација. Од тука присутните кој е најчесто задолжен за, не знам, за забава, за добра атмосфера? За добра атмосфера Саше е најзадолжен, најчесто он знае да не расположи со неговите мисли. Он е најмудар во клубот, можам да кажам. Тоа е пред се најбитно, да имаме добро расположение. Ние сме во тек на подготовки за репрезентативни настапи и сме, да кажам, во полн погон. Се спремаме за светското првенство. Драго ни е што сте тука, што ни правите ваква чест да дојдете и да видите како ние работиме. Има ли нешто што човек објективно мора да поседува како такво за да може на успешен начин да се занимава со куглање, некаков тип на предиспозиција или Па за да почне да тренира куглање, како што каже Игор, мора да има познат. Значи, во државава, ако немаш познат куглар, што не те примаат во друштво? не те примаат во друштво, него немаш како да влезеш во куглана. Бидејќи не е куглањето спорт како кошарка, ракомет, одбојка или било кој друг екипен спорт, па ајде ќе идеме, ќе тренираме баскет, ќе се собереме тројца другари. Него ако немаш познат куглар активен за да те привлече, да ги направиш првите чекори во куглана, нема начин на кој би влегол. Треба да бидеш доста психички подготвен, во смисол да се фокусираш на стаза, значи влагаш у куглана, ги оставаш сите проблеми надвор, застануваш на стаза, не те интересира ни лево, ни десно што се случува, ни позади тебе, се фокусираш на стаза и тоа е тоа. Во случај да го чуеш и најмалото шушкање и најмалиот звук, слободно можеш да искочиш од стаза. Значи тогаш нема резултат. А во ситуација кога ќе дојде некој до тебе да ти проговори било каков совет, а ти него перцепираш, него регистрираш, да тогаш си на прав пат и те очекува добар резултат. Значи фокусот е едно од поважните работи, но на крајот од денот сепак веројатно потребна е соодветна сила, кондиција. Така и некако започнав спомена подготовки, што тоа значи? Пред сезона. Имате некој посериозен тип на тренинзи, подготовки? Имаме поинтензивирани тренинзи, меѓутоа не како во останатите спортови, да речеме. Нашите тренинзи се одвиваат само во куглана и физички тренинзи секој сам кој како се спрема за свое тело. Меѓутоа, конкретно да речеме, физички според мене, не е толку битен фактор да бидеш добар куглар. Менталниот дел е многу битен. Кој дел од телото најмногу страда или треба да биде најподготвен за да можеш да ги издржиш над преварувањата? Мозокот.
Значи, најмногу страда мозокот, па квадрицепсите и кичмата, задниот дел. Тешко е? Напорно е? Па да, доколку бидеш физички подготвен и психички не е ништо. Доколку затајува психичката концентрација, слаби нозе и слаба кичма, немаш простор за успех. Формата цело време се менува и затоа е еден од потешките спортови, треба и психички и физички спремно, ако личи лесно. Личи, ама не е лесно. Ама не е лесно. Левиот чун се вика селјак, тие до него две се дами, во средина се кралевите како и вообичаено, десните две дрва се дами, десни Тоа се кегли, а не дрва, како што кажа колегата, официјален назив се кегли. и десна страна е повторно селјак. Кој од овие најмногу проблеми ти предизвикува? Дамите како и вообичаено. Како стои вашата екипа во поглед на сите овие перформанси? Ова што овде го гледаме не е актуелниот состав, но ќе го видиме низ инсертите и актуелниот состав. Успесите си говорат доволно од една страна, меѓутоа вие раскажете ми каква е поконкретно атмосферата, каков ви е составот во поглед и на возраста? Гледам дека е таму шаренолико, така што како оди сето тоа? Има ли доволно членство, има ли доволно За среќа добар ние, состав? За среќа ние као клуб Мак Петрол имаме доволно играчи и привлекуваме. Пошто сме атрактивна екипа која што функционира, може да кажам, и професионално во делот куглање, кај што останатите клубови малци имаат проблеми. Тоа не е случај со нашиот клуб. И ние сме атрактивна екипа за останатите. И секој член би сакал да биде член на кугларски клуб Мак Петрол. И со тоа и немаме проблеми во составот да го направиме. И првиот, пошто ние имаме актуелно се надпреваруваме со две екипи во лигата. Со Мак Петрол А и со Мак Петрол Б. И тука ние ги издвојуваме најдобрите играчи од Б, ги префрлуваме во А, во текот на сезоната, два пати, да речеме, во почетокот на сезоната и на полусезона имаме право тоа да го направиме. И според тоа ние и си бираме состав да бидеме конкурентни и да немаме проблеми со Во поглед на резултатите. во поглед на резултатите, да. Сега шареноликоста на екипата е интересна бидејќи во куглањето нема години. Значи може да куглаш и со 7 години, може да куглаш и со 77 години. И тоа е предност. Да. Предност као спорт. Само да те служи здраво тело и немаш никаков проблем да влезеш во куглана и да ги исфрлиш тие 120 кугли. Сега резултатски колку ќе бидете добри, тоа е нормално. Не може исто да биде некој 20 годишњак и 70 години, меѓутоа може да се надпреварува и на свој и начин ќе ќе допринесува во спортот. Во моментов ти имаш и улогата на предводник. Да. Така, како успеваш да се снајдеш со таа улога баш поради ова што го зборуваме? Таму има и повозрастни членови од тебе, веројатно има и помлади, меѓутоа кога треба да го координираш тимот, знае ли некој пат да биде тешко или немате проблеми околу? Фала Богу, имам разбирлива екипа као прво. Иако сум, да речеме, меѓу помладите во екипата, но доволно искуство во куглањето генерално. Значи сум во куглањето веќе 17 години, а од 2008 на сите можни светски првенства. Те јуниорски, сениорски и така натаму, и можда и тоа допринесува да играчите ме гледаат така како Имаат доверба. Како вид на доверба. И меѓутоа, како што кажав на почеток, дека генерално имам разбирлива екипа. Поготово овие што ни се тука од Македонија, пошто имаме и двајца Има и странци. Имаме двајца странци, да, што играат за нас. И со нив имам коректен однос, пошто исто се знаеме од тие надпреварувања, меѓународни светски првенства, европски купови и така натаму. И се служуваме, супер, одлично ни е. Си функционираме као другари, претежно као другари си функционираме и после тоа тоа хиерархија е... Ред, има ред. Добро, во спортот мора да има на крајот од денот. Да, без да има водач не би било екипа. Ние се знаеме многу долго време, вклучувајќи хиерархија капитен и тренер. Функционираме одлично, нормално дека се почитуваат правила, се следи некоја замислена наша траекторија за развој на клубот и уживаме додека тренираме.
Кој од тука присутните најмногу се нервира кога не се добри резултати? Не е тука. Не е тука од присутните. Душко Ајден, колегата. Добро, од тие што не се присутни? Од тие што не се присутни, па веројатно би бил Јовица Влажовски. Ќе ме познае колегата, поздрав до колегата. Кој е најдобар играч? Па оваа година мора да признам дека капитенот Младен е најдобар и заслужено освои и минатата година куглар на Македонија. Еден од најдобрите поединци ви е Младен, ако ги слушаме бројките во рековте календарска 2022 беше најдобар сениор куглар во Македонија во според поединечните резултати. Што ова значи? Каква е твојата конкуренција ако ги гледаме индивидуално успесите? Дали си во превод многу подобар од останатите или сте тука некаде? Па нијанси беа во прашање. Нијанси? Така. Статистички податоци, бројки, значи игра на статистички податоци и бројки е во прашање за да се дојде до оваа титула. Тука придонесуваат и екипните успеси, екипната лига, значи освоената екипна лига за и претходната сезона и за оваа сезона, купот на Македонија што го освоивме во претходната календарска година. Моите лични успеси, тоест не успеси, него резултати на екипните и првенства и турнири и купови исто влегуваат во таа игра на бројки. Да. И на крајот на годината, значи да, бев и за 2022 државен поединечен шампион на Македонија и тоа влезе во таа статистика. Сплет на околности, така требало да биде, така сакало да биде, мако трпната работа низ годините, се погоди овој период да се исплати, јас сум задоволен со тоа, можем да кажам. Да, еден интересен аспект во вашиот спорт е тоа што на некој начин е индивидуален и покрај тоа што постојано зборуваме за екипни резултати, меѓутоа поединечните резултати се сумираат за да видиме до каде е екипата. Вас лично тоа ви годи и ви одговара таков систем на функционирање ако го споредиме со класичен тимски спорт? Па да не ни одговарало, не би се надпреварувале као, не би биле као, не би можеш да се подпреш баш толку многу на соиграчите. Им веруваш и затоа ги ставаш у состав. Аха, им веруваш, да. Некако ова е на средина, затоа и го поставив прашањето, затоа што не си целосно сам и од тебе зависи нели конечниот резултат на екипата, но од друга страна јасно се гледа до каде е твоето знаење и перформанс. Ние имаме една шала меѓу себе кога се надпреваруваме, поготово на европска сцена, која му следува на Младен конкретно, да речеме, ако му доаѓа време да се надпреварува, му викам све од тебе зависи. На некој вид на притисок, меѓутоа тоа е и позитивно. Да се мотивира што поише поединецот за да прикаже најдоброто на теренот. Куглањето се игра на 4 патеки, на 6 или на 8, во зависност од каква е кугланата, значи инфраструктурата каква е, така се игра и надпреварот. Се игра на 4 патеки по 30 фрлања, првите 15 победи се во полни, колку и дрва да бутнеш, ти се враќаат повторно сите 9, веќе од 16 до 30 удар е игра во чистење. Тоа сака да каже дека во случај да бутнеш 6 дрва, ти се враќаат 3, додека не ги служи сите 3. Така се до 30 удар. После тоа се менуваме на наредната стаза, се до 120 удар, каде што, значи, тука е еден сет, втор, трети, четврт, може да добие утакмицата нерешено 2-2, 3-1, 4-0 или по половина сетови 2,5 према 1,5, 3,5 према половина. И, значи, во случај да е 2-2 нерешено, се гледа вкупниот број на сооборени дрва. Кој има повеќе сооборени дрва, тој го носи поенот за екипата. Во случај да исто сооборени дрва имате двата играча, се дели поенот на пола. Има 3 блока, по 2 играча, значи една екипа се состои од 6 играча кои може да настапат на надпревар со максимална бројка на резерви од 2 резерви. Значи 2 резерви може да ги заменат некој слаб надпреварувач. Кај нас еден сет трае 12 минути, значи пропишаното време за еден сет е 12 минути, ти можеш да го завршиш во зависност од твоето темпо на надпреварување, на играње, можеш да го завршиш за 8, за 9, за 10 минути, ама мора да го почекаш противникот да додека го заврши својот настап.
скоро се вративте со убави, со добри резултати од Хрватска. Знаете каква е таму ситуацијата, што тоа значи? Од каде имате најголема конкуренција? Сега говориме на клубско ниво. Ние сме конкуренција на сите. Значи другите се вон конкуренција. Не е шала, ние не сме толку лоши. Во меѓународна сцена не сме толку лоши, иако во минатото сме имале многу подобри успеси, поголеми успеси. Као клуб Мак Петрол има освоено второ место на МБЦ Европски куп 2012 година. 2013 година бевме први во квалификации на истиот МБЦ Европски куп и со тоа ние сме конкуренти. Меѓутоа, колку освојуваме медали, тоа е малце прашање. Затоа што многу услови не се исти као кај нас и надвор. Надвор, добро. И играчки кадар не произведуваме доволно за да имаме квалитет. Ние немаме квантитет за да имаме квалитет. Кога би имале квантитет, можда би и се создало тој квалитет. Меѓутоа, од 10 играчи или 50 играчи вкупно во Македонија, да издвои 6 што се надпреваруваат во тимот за да конкурираш на некоја екипа во Хрватска каде што има можеби 20.000 играчи, е малку потежок процес. Многу потежок. Зошто во поново време имаме и помал број на клубови? Зошто долги години женското куглање, да се изразам така, беше на стенд-бај или не постоеше воопшто? Зошто имаме мал број на нови сили? А што се однесува до кугланите, бевме сведоци дека едно време се отворија на многу нови локации, посебно во Скопје, но од друга страна наеднаш и ги снема. Што тука се случува? Зошто е тоа така? Лигата е составена од 9 екипи. Мак Петрол има 2 тима А и Б, Вардар 2014 има исто 2 тима А и Б, Пелистер од Битола има исто така 2 тима А и Б, ГТЦ Мусандра има една екипа. И тука следат уште 2 екипи кои се женски, а се надпреваруваат во машка лига. Тие мораат да се надпреваруваат така? Да, бидејќи нема каде да се надпреваруваат. Светска куларска федерација налага да има, значи една лига да биде составена од најмалку 4 екипи. Значи вкупно сме 9, играме во двокружен систем кај што има 16 кола. Има уште една екипа Imperial Tobacco која тренира активно, но не се надпреварува поради, не знам, интерни и нивни причини. И лигата функционира така како што функционира, се трудиме, работиме да биде поблиску до сите европски трендови. Што ни недостасува за да биде подобро? Ни недостасува многу работи. Значи, ни недостасува организација, ни недостасуваат финанси, ни недостасува инфраструктура, бидејќи ние располагаме активно со 2 куглани само. Една ковачица во Србија има 3, не знам, има секое село, секое мало градче, секое мала населба од Војводина нагоре поседува куглана. А ние во цела држава имаме активно 2 куглани. Спортскиот центар Борис Трајковски функционира кугланата само за родендени, за комерцијални потреби. И Dream хотелот во Струга за потребите на гостите од хотелот. Хотел Десерет во Охрид исто има двостазна куглана, кај што не знам дали е во функција. Хотел Белвин излез на Скопје има 4стазна куглана, која исто така не е во функција, под клуч. Дом на Арама има исто двостазна куглана, која не знам дали функционира. Не знам, Мотел Македонија на пат за Велес од десна страна исто порано имало куглана, кај што моментално мислам дека нема, ништо не функционира. Скапо е нивното одржување? Па неисплатливо, да, неисплатливо е, сакам да кажам дека не, повеќе би кажал дека е неисплатливо отколку што е скапо, бидејќи за да се отвори нова куглана треба одредена сума на пари. Сега, за да се одржи во живот треба да се вложува, а секој што ја гради таа куглана, ќе се осудам да кажам дека нема профит од тоа да вложува, бидејќи нема фидбек, нема профит.
Нема математика да Природата на спортот е таква, ова не е спорт каде ќе полниме сали, хали, барем особено не во моментов. Така во Македонија би било необјективно да очекуваме дека тоа ќе се случи. Па да, најчесто на нашите надпревари се наши блиски, роднини, пријатели, другари, нема публика од надвор, нема заинтересираност, не е атрактивен спортот. Не е маркетиншки потик на спортот. Ние се трудиме, да, преку социјалните медиуми да го потикнеме маркетиншки, ама колку е тоа можно. Помладите да ги инспирирате. Не е во медиумите застапен. Еве, само при некои одредени успеси, поединечни или екипни, или на некои настапи на турнири во странство, со репрезентација или со екипа, тогаш да... Слушаме за куглањето. Слушаме за куглање, инаку никој не верувам, поголем дел од населението нема основни информации дека има куглање и што се случува. Да. А по старите љубители во спортот, верувам кои што сакаат спорт, по старите генерации од 50 на 60 години па нагоре, имаат доста информации за тоа што се случувало тогаш, ама за моменталната ситуација не верувам дека има информации. Колку години имаат вашите најмлади членови? Бидејќи рековте нема многу, но моментално имаме тинејџери? Имаме. Да. Имаме во Битола факт дека се направи револуција во куглањето. За млади сили. За млади сили. Беше многу добар проект. Кугламе и сме среќни со основни и со средни училишта и од нив произлезе многу млад кадар. За наша среќа. Имам 21 година, се занимавам, почнав од пред 4 години, 2 години тренирав во Битола, па после ме заде тука во Макпетрол, дојдов и на студирање тука. Ова година бев државен првак до 23 години, со тоа идов на светско. Зошто во Битола не одбра ниту еден друг спорт, туку реши дека сакаш куглање? Па јас куглањето го знам од татко ми. Тој од мало оди, па со него и од хоби, па сега професионално. Имаме ли доволно знаење и стручни лица кои, еве, во едно вакво сценарио со поголема бројка на клубови, би биле тука за соодветно да го канализираат тој талент и тој труд? Или ни треба помош? Ние цел живот работиме волонтерски во куглањето. Среќа, па Макпетрол не спонзорира, па имаме некакви примања. Ние во Макпетрол. Останатите немаат. Останатите си вадат од джеп пари за да плаќаат тренинзи и за да обстои клубот. Сега, тука е многу битно државата да интервенира. Значи, институциите за спорт, Агенција за млади и спорт, да го потикне, иако ние свесни сме, мал спорт сме, меѓутоа успешен. Ние кога сме успешен, тоа да ни се вредно, а не да се потикне некој спорт што воопшто нема успех, а се потикнува, се финансира. А овде ние имаме видливи успеси. Ние сме светски вице-прваци. Да, ова што ми беше важно го споменеме. Двајцата сте репрезентативци, подетално ќе ми раскажете, меѓутоа овој податок. Дека Македонија била втора во светот, така? Втора во свет. Во куглањето. Не, ја земав медалјата, сега моја грешка е. Не е тука добро, некоја фотографија ќе пронајдеме. Ти лично беше дел од тој успех, потсети не кога тоа се случи и ете што беше разликата од тогаш и сега. Зошто сме сега во моментов можеби доста далеку од таква ситуација? И сега не сме многу далеку. Меѓутоа, ние имаме квалитет, истиот квалитет е од тогаш до сега. Имаме некои играчи минус плюс. Тоа се случи во 2013 година. Во 2013 година ние настапувавме на светско првенство во Залагерсек, Унгарија. Бевме во група со Чешка, Полска и требаше ние да бидеме втори за да бидеме со првата што вкрстуваме екипа за четвртфинале. Таму се случи тоа што нас ни излезе во пресред да бидеме ние во четвртфинале. Се случи таму
да најслабата екипа биде прва и ние се надпреваруваме со нив во четвртфинале. И во четвртфинале, што не е слаба, Австрија беше во прашање, не беше слаба екипа, меѓутоа ние бевме мотивирани со тој дел. Дека настапуваме со малце послабата екипа. И ние ги победивме Австрија и налетавме на светска велесила Србија во куглање. Србија во куглање е као Бразил во фудбал. Пред нашиот дуел, оние нема пораз 10 години. Беа 3 пати поред светски шампиони, без ни еден пораз, ни во групи, ни во нормално во елиминациони фази. И ние налетавме на нив во полуфинале, растеретени максимално дека ние ќе изгубиме, можеби, што не се случи. Влеговме на терен, се надпреварувавме и ние на крај да ја победиме Србија со 4 поени разлика. Ако Што е болен пораз, да. за 4 во поени вашиот ние спорт. ако собереме 3900 вкупно поени и за 4 да дојдеш на крај да изгубиш, тоа е стварно да паднеш у несвест. И што се случи? Српските играчи неќеа да дојдат да примат бронзена медалја. Беше понижување. Понижување према нив. Најдобриот светски куглар во едно негово интервју кој пораз највеќе го боли во кариерата, нагласува дека е поразот од Македонија на полуфинале во Унгарија 2013 година. И ние гордо се гордееме со тој успех, второ место на светско првенство. Да. Као репрезентативна Репрезентативен спорт е апсолутно голем и значаен успех за Македонија, запишан ете го како таков. Што се случува сега, Младен? Ни предстои, рековме, ново светско првенство. Каква е, по твое мислење, сега репрезентацијата и атмосферата и капацитетот наш? Мислиш ли дека можеме да дојдеме до добри резултати? Колку помалку мислиме, толку подобро за нас ќе биде. Така? Квалитетот на екипата мислам дека е коректен, дека имаме некои шанси, значи ние одиме со амбиции да го дадеме најдоброто од нас. Сега, што ќе се случи таму, не можеме да знаеме, а нема да се откажеме дефинитивно, бидејќи желбата и мотивот е на највисоко ниво. Значи, сон еден спортист да биде репрезент на својата татковина. Квалитет имаме, да, ќе се повторам, мислам дека, значи, одиме во Вараждин од 18 до 28 мај, се игра светското првенство. Во група сме со Чешка, Србија и Данска. Првиот надпревар на 20 мај во 11 часот и 40 минути е пресуден, играме со Чешка. Ако ја победиме Чешка, одиме во четвртфинале, најверојатно на Хрватска. Играме на 22 мај во 19 часот со светскиот шампион Србија и на 24 мај во 11 часот и 40 минути со аутсайдерот Данска, која ќе биде тренинг утакмица, така Да, кажем. така очекувате? Па да, и таква е реалната слика, бидејќи скандинавците немаат куглање, они се повеќе рекреативци. А зошто велиш дека првиот ќе биде најтежок или најважен? Кога Србија брани, ако така, добро разбрав, Србија го брани да, ама ние треба, значи, со две победи се поминува понатаму. Со Србија, дај Боже да се повтори чудо, пак да ги совладеме. Ние сакаме пак во Да, па добро, амбициите природно е да бидат пресудно е, високи. значи, за помин на групата, пресудно е Чешка. Првиот надпревар, ако се добие, одиме понатаму. Ако не се добие првиот надпревар, мора чудо да се случи за да извлечеме позитивен исход со Србија. Да, тоа би било потешко. Да, напорно се спремаме изминатиот период и ние бевме на поединечни турнири во Хрватска како клуб и останатиот дел од репрезентативците беа на силни турнири низ Хрватска и Босна. Од кои други клубови имаме репрезентативци, предпоставувам? Има од Вардар Да. 2014 двајца репрезентативци и имаме натурализирани македонци, двајца словенци и еден хрват кои играат во Кои се Хрватската македонци? лига, да, они се уствари македонци, играат во Хрватската и во Словенската лига, кои се далеку поквалитетни од нас, а и луѓето се доста искусни, со високо реноме, со висок авторитет во кугларскиот свет. Одлично. Така да цела македонска јавност ќе апелирам да биде на наша страна, да ги следи Да тие навива, надпревари, да навива. Апсолутно. Секогаш апелираме. Верувам дека нема да ја разочараме јавност.
очекување за светско нормално. Шампиони. Мора да те прекинам, значи таков ми е мене духот, идеме до крај. Искрено, секој пат кога овие емисии и разговори ќе успеат некого да инспирираат да се занимава со спорт или некој родител да го приклучи своето дете кон спортски активности, за мене лично е успех. Така да се надевам и со вас ќе успееме во тоа. Еве, зошто едно дете или еден млад човек да одбере, барем да се обиде, дали ќе му се допадне да кугла? Па слободно нека повели секој ден во кугланата Мусандра во градскиот тренировски Секој ден центар. тренирате? Не, тренираме 2 до 3 пати неделно. Добро. Но има вработени кои дел од вработените се куглари, добре дојдени се сите деца со широко расширени раце ќе ги пречекаме. Па нека се пробат среќата. И да им покажете нормално треба. Па да, како тоа добро се прави. Така, или млади деца или неуспешни спортисти од останатите спортови, кога ќе реши да се откаже некој од кошарка или од фудбал или од ракомет или Ќе од го било кој прибере. спорт, нека си ја проба среќата кај нас, како што беше случај со мене. Јас како неуспешен кошаркар. Аха, така беше сценариот. Така беше, да. Тогаш имаше некои други сценарија во Кошаркарската федерација на Македонија пред многу години. Добро, со оглед на тоа дека си, минатата година беше најуспешен, веројатно Така. ова сценарио и не е толку лошо, нели? Не. На крајот од денот така требало да биде. Треба да поминеш трнлив пат, патот до успехот е трнлив. Значи ништо не се случува во животот случајно и лесно и брзо. Така да мора трпение, време, вложување, откажување за да се стигне до успех. А откажување, значи ако ме прашате мене, ако се работи за живот или за смрт, тога се откажува. Значи ако не дај Боже некоја повреда ме сретне кај што ќе треба да изберам дали животот или куглањето, тогаш би се откажал, инаку нема простор. Така размислува вистински спортист. Па да. Добивам знаци дека готово повеќе време нема, истекоа овие минути, но се надевам ова само ќе биде една наша прва официјална средба, а искрено дека ќе имаме и други разговори и емисии за успеси за се она што ви се случува. Ја поздравувам цела ваша екипа. Ви честитам уште еднаш на успесите и посакувам нови успеси со репрезентација на светско. Ќе бидеме тука да проследиме како таму ќе си поминете. Благодариме на Благодариме на поканата. Честни беше да бидеме дел од емисија, да го афирмираме спортот. Да. Така поздрав и до нашата екипа кугларски клуб Мак Петрол, до управата на клубот, а поздрав и до сите членови на репрезентацијата на Македонија. И стискајте палци, бидете со нас за повторно да се вратиме кај вас на гости со медалја, со нови искуства, со позитивни коментари од тоа што се случувало во Вараждин. Да. Благодарам многу. Уште еднаш подсетувам, во месец мај имаме можност и шанса да дадеме поддршка на нашите куглари. Се надевам дека овој разговор и оваа емисија ќе бидат инспирација за вас, малку повеќе да се интересирате за овој спорт, а можеби и да се обидете дали и вие би биле добри во неговото практикување. Ќе ве потсетам како и секој пат дека следниот викенд, односно во недела во 16:15 одново се дружиме на телевизија Телма. До тогаш останете во добро расположение.